Деветте браќа една сестра, што се сторила гулаб и после пак чупа. Чита Александар Станојков. Си биле деветмина браќа и една сестра, сите девет браќа биле женети и сите браќа многу ја милувале сестрата. Ошто била умна и разумна, ја милувале и 8 снаи, како што ја милувале и браќата, само најголемата снаа не ја милувала. Толку не ја милувала, што да беше кабил во една капка вода да ја удаи. А пак таа сирота од сето срце ја милувала и што да ја речела, на часот ја поризала, арно ама снаата од ден на ден се поеќе ја пизмела и ја барала крајот да ја снема од куќата. Со денеска, со утре, растејќи злото во срцето, што ќе ја натера ѓаволо? Отишла во бавчата и скорнала едно чудо дрвца од една година садени, та искршила сите и кога дошол големиот брат, прес мажот неин, му кажала и ја наклеветила. Ја, појде во бавча на бредомаќине да видиш, оти сите дрвја искорнала сестра ти и искршила. Дрвца се наоѓаат жено и се садат, а пак сестра не се наоѓа. Затоа не лути се дека си искорнала. Со тоа нешто ја косел мажот. Поминале неколку дни. Снаа отишла во изба и испуштила сите бочви со вино и со рачија и дојдувајќи мажот од работа, на часу му кажала и му рекла: домаќине, ти ништо не е велиш на сестрата ти искорна сите дрвја од бавча. Еве сега испуштила сите бочви со вино и со рачија, му рекла со голема лутина. Бочви со вино и со рачија секојаш ќе најдам, ама сестра не се наоѓа, домаќинко, затоа не треба да се срдиш, е рекол големиот брат. Уште поеќе е влегол ѓаволот во срцето и промислила друго зло да му направи на Золвае. Влегла во гоедарнико една ноќ и заклала двата зевгара воло и орати, како некои анđели. И утрото кога отиде брато да испрегне волоите за наорање, кога ја виде волоите заклани, голема жал му паднало. На часо жената му отишла да види и да ја наклевети Золвај. Ете, сестра ти што ти напри, домаќине, и волоите ти заклала. Па ти милој и проштава ја, сестра ти, домаќине. Ете, и волоите ти закла. Ако, жено, и заклала сестра ми волоите, друзи волои ќе купам, уште поубави и поарни, ама сестра не може друга да најдам. Кога чула кучката снаа тие збори од мажа, тага ја паднала на срце дека мажот ја ништо не ја рече на сестра си. На тој инат беше се акнала в гради и што ќе измисли? На другата вечер ја го украла ножо на Золвата од подперница и си го заклала машкото дете ноќта. Во разденување, кога станал поголемиот брат од спиење, зела таа да му дава да цица и го нашла ѓо заклано детето. Спискала од навала да плачи и да ја колни Золва си што едела од уста. Кога си го виде детето заклано поголемиот брат, многу беше се налутил и тогај беше поверувал оти таа му го заклала детето. Та ја викнал пред сите 9 браќа и сите снаи и почнал да ја суди со голема лутина. Што е ово од тебе, мори кучке? Што ми напре? Ти ми искорна сите дрвца од бачата, ја пак ништо не ти реков. Ти ми пушти сите бочви со вино, јас пак ништо не ти реков. Ти ми закла волоите, јас пак ништо не ти реков. Што ме натера ѓаволо ноќеска да ми заколиш детето да би Господ те заклал тебе? Крши си глава од куќата надвор и уште еднаш да не ми те видат очиве. Сите браќа така е свикале и сите ја исплукале. Брате, Богородица, мајка и цар небесен да ме накажи мене и 9 години да лежам болна, 9 постели да искинам ако сум ти го заклала јас детето, али друго зло ако сум направила во куќата. А пак ако не сум направила јас, таа што направила да лежи 9 години, дури да не земи проштење од мене, Господ душата да не му ја земи. Велејќи така сирото девојче, си излегло од куќата надвор. Плачејќи и одејќи до негде, му се моли на Бога да ја стори еден гулаб, та да си летни в планина. Ја чул Господ молитвата и на часо се сторила на гулаб и си летнала в планина и тамо си живеала со друзи гулаби до 9 години.
По неколку дни паднала бол на големата снаа и вистина 9 години лежала. На 9 години си летнала од планина и си дошла дома. Која ја видела, вистина лежала снаата на постела и тогаш пак се молила на Бога за Господа, стори пак девојче, да ја дај прочка на снаа и ја да ја умри, ја да стани. Ја послуша Господ молитвата и на часо ја сторил пак на девојче и се јавила на снаа си. Едно видување снаата и плачејќи ја рекла: прости ме, мила сестро, за ово ти јас сум те клеветала на брата ти за права Бога во сите работи. Сите лошоти јас сама и чинев и тебе те клеветев од пустиот завис што сум имала на твојата кротост и твојата личотија што имаш. Простена да си од мене и од Бога снао, простена да си. На час останала од постела и си оздравела. Од тој ден веќе се покајала снаата од таа злоба што имала и си живеела со золвата као што сака Господ. Се прочуло тоа нешто по целиот свет и ден денеска кај се прикажува и на завистливи жени и мажи ум му дава.